Почитувани гледачи, ова е светот денес на Тера. Еве што ќе гледате во вечерашното издание. Утре фудбалскиот клуб Пелистер на продажба, стадионот во Битола само за второлигашки надпревари. Како битолчани се справуваат со инсектите? Отворена земјоделска канцеларија во Битола. Лондон и Вашингтон со предупредување за Македонија. Утре во 14 часот јавно отворање на понудите за продажба на фудбалскиот клуб Пелистер. На претходниот оглас кој беше на крајот на јуни, никој не се јави да го купи овој фудбалски клуб. Стево Башуровски. Општина Битола пред неколку дена го објави новиот јавен повик за продажба на акциите на ФК Пелистер. Ке се продава 250 обични акции по цена од 6150 денари. Понудениот износ за тековно одржување на ФК Пелистер ќе биде 500.000 евра во денарска противвредност со временски период од минимум 6 години. Продажбата на акциите ќе се врши по пат на јавно наддавање со поднесување на затворени понуди. Право на учество имаат сите домашни странски физички и правни лица кои оствариле дивиденда или нето приход за физички лица најмалку во висина на 1/2 од определениот минимален износ за финансирање. Крајен рок за доставување на понудите 9 јули до 13 часот по локално време, а јавното отворање на понудите истиот ден во 14 часот во зградата на општина Битола. Крајот на минатиот месец беше првиот оглас, но на него никој не се јави за да го купи ФК Пелистер. Остануваме на темата фудбалски клуб Пелистер и стадионот во Битола. Фудбалската федерација на Македонија во својот извештај вели дека на стадионот под Тумбекафе не може да се играат надпревари од првата лига. Условите се за второлигашни надпревари. Стево Башуровски. На градскиот стадион во Тетово, каде како домаќини се воат Шкендија и Ренова. На стадионот Железарница во Автокоманда, каде домаќин е Металург и на Тумбекафе во Битола, не може да се играат надпревари од првата лига, утврди ФФМ согласно извештајот на телото за инфраструктура. Управниот одбор на ФФМ го усвои извештајот за стадиони на телото за инфраструктура при Фудбалската федерација на Македонија во однос на исполнување на предвидените услови и критериуми за одигрување на надпревари од првата и втората лига, според кој сега Шкендија, Ренова, Металург и Пелистер нема да може на своите терени да играат прволигашки надпревари. Интересно е дека на Железарница едве може да се играат и второлигашки дуели доколку се исполнат некои услови за реконструкција на стадионот. Единствен стадион во Македонија кој исполнува максималните услови на кои може да се играат и европски надпревари е националната арена Филип II и никој друг. Од прволигашките екипи покрај Вардар и Работнички кои се домаќини на Филип II, услови за прволигашки фудбал ги исполнуваат и стадионот во Кратово со Силек, стадионот Кукуш во Турново каде ќе игра Хоризонт, градскиот стадион во Штип каде ќе игра Брегалница и стадионот на Македонија Ѓорче Петров во Ѓорче Петров каде како домаќин ќе биде Тетекс. Со тоа што сите овие 4 стадиони мора да исполнат до 1 септември 2014 година дополнителни услови за покривање на одредени забелешки утврдени од телото за инфраструктура при ФФМ. Прволигашки услови исполнуваат и Пробиштип, Кочани, Велес, Прилеп, Струмица и Куманово. Од домашните стадиони прволигашки фудбал повторно со одредени утврдени забелешки може да се игра уште на само 7 стадиони. На стадионот Борис Трајковски во Маџари, стадионот во Пробиштип, градскиот стадион во Кочани, градскиот стадион во Велес, стадионот Гоце Делчев во Прилеп, стадионот Младост во Струмица и стадионот Башкими во Куманово. Гостивари Врапчиште не исполнуваат услови и за второлигашки фудбал. Околу состојбата на стадионите за второлигашките екипи, надпревари од втората лига може да се играат на стадионот Чаир во Скопје, во Ѓевѓелија, во Боговиње и во Охрид. Дел од второлигашките екипи не може да играат фудбал на своите стадиони. Таков е случајот со второлигашот Младост Царев двор, но и со стадионите во Гостивари во Врапчиште кои не ги исполнуваат условите ниту за второлигашки фудбал. На стадионот во Битола може да се играат само надпревари од втората лига. Потребно е да се направи комплетна реконструкција на просториите во подтрибинскиот простор, поставување на седишта на трибините, како и континуирано одржување на теренот за игра. Пристапот до стадионот мора да се уреди. Потребно е да се обезбеди континуирано одржување на теренот за игра, како и чисти хигиенски простории. Да се прибави план за евакуација и останата документација поврзана со безбедноста. Битолскиот прволигаш Пелистер не се откажува од својот стадион Тумбекафе и покрај тоа што со последната одлука на управниот одбор на Фудбалската федерација на Македонија на овој стадион не може да се игра прволигашки фудбал. Од општина Битола, која е сопственик на клубот, информираат дека се запознати со ситуацијата веќе неколку недели и веќе работат на отстранување на недостатоците, за да има минимални услови за одигрување на прволигашки надпревари под Тумбекафе. Општината е оптимист дека ќе ги санира недостатоците до
почетокот на првенството. Главен проблем се сооблекувалните подтрибинскиот простор и влезот на стадионот. Пред неколку години беше направена санација на стадионот, но сега е потребна нова. Нема закани од тероризам, оценува Министерството за внатрешни работи. Портпаролот на МВР и помошник министер Иво Котевски вели дека нема закан од тероризам, односно по сериозен безбедносен ризик, додавајќи дека не може да го коментира предупредувањето на британската амбасада до британските граѓани дека доколку патуваат во Македонија треба да бидат внимателни поради основа на закана од тероризам, затоа што МВР не коментира ставови и оценки на амбасади. Ја следиме во целост безбедносната состојба и во земјата и во регионот и разменуваме информации со сите партнери, не само со земјите од регионот. Во моментов нема посериозен безбедносен ризик, но се разбира, подготвени сме да делуваме доколку постои потреба од наше ангажирање. Македонија е дел од глобалната коалиција за борба против тероризмот и се соочува со сите предизвици како и сите други земји, вели Котевски. Британската амбасада во Скопје вчера до своите граѓани упати предупредување за опасност од тероризам во Македонија. Претходно Стейт департментот ги предупреди своите граѓани на протести во Скопје, Дебар, Гостивар, Кичево, Куманово, Охрид, Струга и Тетово. Маја Богоевска. Американскиот Стейт департмент и британската влада ги предупредуваат своите државјани за протестите во Македонија. Стейт департментот ги предупредува своите граѓани на протести во Скопје, Дебар, Гостивар, Кичево, Куманово, Охрид, Струга и Тетово. Во Македонија во последните години нема регистрирано јавно насилство од широк размер, иако имало случаи каде протести прераснале во локализирани насилни инциденти. Пореметување на сообраќајот не е нешто што се случува ретко за време на демонстрации, особено во близина на центарот на Скопје. Би сакале да ги потсетиме граѓаните на САД дека дури и собери кои се предвидени да бидат мирни, може да ескалираат во насилство. Избегнувајте ги регионите каде има собери и бидете предпазливи во близина на какви било собери, протести или демонстрации, соопштува Стейт департментот. И британската влада на интернет страницата објави предупредување во однос на патувањата на своите државјани во Македонија. Повеќето посети во Македонија се непроблематични. Повремените акти на насилство и криминал генерално не се насочени кон странските гости. Најавено е одржување секојдневни протести во попладневните часови во текот на јули во центарот на Скопје и други градови во Македонија, главно во северозападниот дел. Проверете ги локалните медиуми и избегнувајте какве било демонстрации или големи собери. Особено внимавајте доколку патувате во северните и западните погранични региони. Постои основа на закана од тероризам. Иако не е веројатно дека ќе има напади, тие би можеле да се случат на места со странски патници, се вели во соопштението на британската амбасада во Скопје. Битолчанец уплатил 43.000 евра за кафе од Уганда, а парите завршиле на приватна сметка. На 7 јули годинава во 15 часот во СВР Битола, ГП од село Вардино, основач и управител на фирма, пријавил дека на 26 јуни годинава склучил електронски договор за продажба со фирмата Кибоко од Уганда, од која и претходно набавувал кафе. Истиот ден испратил по електронска пошта профактура на вкупен износ од 43.000 американски долари, која била пресретната од непознато лице, која ја преправило во делот на жиросметката, при што истиот бил доведен во заблуда дека плаќа на вистинската жиросметка. По неколку дена тој стапил во контакт со вистинскиот представник на фирмата Кибоко, кој му кажал дека е измамен. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Сега за истражувањето на минатото. Се истражува неолитот во могила. И за други теми по кратката пауза, останете со нас. Ајри Демировски низ призмата на музиката. Изложба на Омер Калеши пред битолчани. Гостување на Драмски театар со представата Чија си. Фактор жена во рамките на Битфест. Најголемите хитови на Сидо на плоштадот Магнолија.
Општината е оптимист дека ќе ги санира недостатоците до почетокот на првенството. Главен проблем се соблекувалните потребинскиот простори. Влезот на стадионот пред неколку години беше направена санација, но сега е потребна нова. Љупчо Пренџов од Гром е предложен да биде заменик министер за локална самоуправа. Со ова и партијата Гром официјално стана дел од владината коалиција. Синот и сопругата на индискиот бизнисмен Субрата Рој добиле македонско државјанство и се откажале од државјанството на Индија, пишуваат индиските медиуми. Еден ден бесплатно користење на услугите ќе им овозможи операторот VIP на своите припејд и постпејд корисници поради штетите кои ги имале од прекинот на сообраќајот во мрежата што се случи вчера. Германија има намера од 2016 година да започне да им наплаќа патарина на странците за користење на германските автопати. Директната штета од поплавите кои неодамна ја погодија Србија изнесува околу 810 милиони евра. Именувањата се очекува да се случат на собраниската седница закажана за 10 јули, односно во четврток. Премиерот Никола Груевски ја достави до парламентот листата на заменици министри, на која во вториот ешалон од 15 на број имиња има Новајли во 6 ресори. Во поделбата на места влегува и партијата на Стефче Јакимовски Гром, која на последните предвремени парламентарни избори освои едно пратеничко место во првата изборна единица. Именувањата се очекуваат да се случат на собраниската седница закажана за 10 јули во четврток. Новинарот Зоран Петров од Демократскиот сојуз ја напушта заменичката функција во ресорот за надворешни работи, а на негово место доаѓа неговата сопартика Драгана Кипријановска. Нов заменик министер за одбрана е експратеникот на ДУИ струшкиот лекар Арбен Лабуништа, додека досегашниот втор човек во овој ресор и генерален секретар на ВМРО ДПМН Емил Димитров седнува во пратеничките клупи. Досегашниот министер за образование Спиро Ристовски веќе му ја препушти фотелјата на Абдулаки Мадеми, но останува во ресорот како негов заменик. Ново име е Нимитула Халими, кој е предложен како заменик на досегашниот министер за транспорт и врски Миле Јанакиевски. Во ресорот локална самоуправа ќе седне Љупчо Пренџов од Гром. Поранешниот министер за одбрана и досегашен втор човек во Министерството за земјоделство Зоран Коњановски заминува од извршната власт. Негов наследник е поранешниот директор на Централниот регистар Ванчо Костадиновски, кој седнува на заменичкото место во земјоделство. Во останатите ресори остануваат старите кадровски решенија. Битолчани се справуваат кој како знае и умее со инсектите. Надлежните велат дека погодните климатски услови ги размножија комарците. Најавија во втората половина на месецот уште една дезинсекција. Оливера Михајловска. Деновиве земјава беше алармирана од можната појава на азиски стршлен, најсмртоносниот вид на инсект во светот. Не стивнуваа и дојавите и реакциите на граѓани дека имаат забележено зголемено присуство на инсекти, посебно муви, комарци, оси и стршлени, на што од Центарот за јавно здравје велат дека причината за нивното зголемено присуство се многу погодните климатски услови. Денеска граѓаните што ги анкетиравме со различни ставови за инсектите, или не ги забележале, или си се добро заштитени па немаат мака со убоди. Имаше нешто малце, само не е баш толку, кај што сум јас. Во кој дел живеете од градот? Во Кравари живееме. Да. Што забележувате најповеќе? Па комарци има. Комарци има доста, има гасенци, има полиција го подрвава и редовно напаѓат. Како се справувате? Еми како, ете така со затворање прозори, затворање врати, ги бркаме, нешто со прскање, со спео, али треба да се испрска, треба држава да превземе мерки. Па не живеем тука, сега сум дојден. Не забележавте инсекти, комарци, муви? Не забележав, не. Не. Имаме. Како се справувате? Никако. Немам никакви проблеми јас со инсекти, да ви кажам. Немам, не знам, не сум и алергичен толку на тие инсекти. Немам, не. Вие, господине? Не, господи, немаме незабележано ништо до сега.
Првата фаза на дезинсекција во општина Битола се изврши на крајот на мај и е една од ретките општини каде се врши ларвицидно третирање кое е од големо значење. Дезинсекцијата се врши со еден од најсовремените апарати моментално кој освен центарот во Битола го има и центарот во Скопје. Предвидени се 3 фази на дезинсекција, но ако и септември е топол, ќе се размислува и за 4-та фаза. Втората фаза е предвидена во втората половина од овој месец. Освен во општина Битола, редовно третирање се врши во општините Могила, Кичево и Ресен. И на крај, што треба да правите ако ве касне, оса или страшлен? Овој совет доаѓа од пчелар кој што го пробал и потврдува дека дава одлични резултати по убодот од овие инсекти. Ки си помогнете лесно ако имате андол или аспирин таблети. Едноставно навлажнете ја таблетата и поставете ја на местото на убодот. На тој начин ќе го спречите отокот, а ќе изостане и болката, советува овој пчелар. Македонски и словенички тим археолози започнаа истражувања во Могила, на локалитет кој представува една од најкомплексните неолитски населби во Пелагонија. Населбата припаѓа на Велушко-Породинската културна група, која подоцна во праисторијата можеби била населена од друг народ, за повторно во средниот век нови народи да ја населат и да го формираат денешното село, велат археолозите. Маја Богоевска. На локалитетот Могила во тек се археолошките ископувања на неолитската тумба. Според археолозите се работи за локалитет кој представува една од најкомплексните неолитски населби во Пелагонија и заслужува подетално проучување и анализа на културното наследство, поврзано со овој период и регион. Истражувањата на македонскиот и словеничкиот тим, предводени од Гоце Наумов од Универзитетот Евробалкан и Аленка Томаш, Универзитет при Приморска, се насочени кон утврдувањето на материјалната култура и општествените форми на неолитските заедници кои ја основале и развивале оваа населба. Селото Могила лежи врз 6 тумби во самиот Татар и уште 2 тумби на периферијата, што во моментов е најголем број тумби во Пелагонија концентрирани на едно место. На некој начин тоа ни даде индикација дека тука имало прилична динамика во преисторијата, можеби подоцна во средниот век, и решивме една од тумбите, тоа е оваа така наречена школска тумба која се наоѓа под школото, тоест и од неговата лева десна страна, да направиме неколку сонди и да пробаме да видиме што всушност се случувало овдека од неолитот до современото село. Дојдовме до одлични сознанија кои го потврдуваат она што е пронајдено и во претходните кампањи кои се одвивале во 70-тите години. Така да благодарение на Драгица Симовска и Војислав Санев успеваме да ги потврдиме нивните сознанија кои тие ги поставија во тие 70-ти години, подоцна во 80-ти години. А тоа е дека всушност се работи за мощна интересна неолитска населба од раниот и подоцна, можеби средниот неолит, тоа треба да го утврдиме подоцна, која и припаѓа на така наречената Велушко-Породинска културна група. Странските археолози одушевени од македонските археолошки потенцијали. Македонија представува едно од најзначајните места за познавање на неолитот во југоисточна Европа, па и пошироко. Всушност, она што го работиме во Говорлево, сега го продолжуваме тука, бидејќи овие два региони се доста различни по начинот на населување и по сите други карактеристики. Тумбата во Могила се наоѓа во дворот на локалното училиште. Се очекува ова истражување да го привлече и вниманието на туристите. Истражувањата почна и кажуваат дека имаме нешто преисториско точно на ова тло на село Могила. Мислам дека тоа е еден показател дека Могила не е од вчера, дека не е од пред некој време, дека е многу одамна овој локалитет населен. Мислиме дека Могила ќе биде една од општините од село Могила кој што ќе биде преисториско, да речеме, најстарата, би рекло, општина или село Могила во Република Македонија. Покрај овој локалитет, во близина не имаме таа Радоборска тумба и мислам дека Могила точно ќе има едно добро истражување, археолошко истражување. Понатаму, мислам со ова истражување дека ќе привлечеме доста туристи кои што ќе посетат овој локалитет и би рекле ќе направиме на мала Хераклеја во општина Могила, во село Могила. Покрај археолошките активности, истражувачкиот тим заедно со локалната самоуправа и вработените во училиштето Гоце Делчев во Могила се насочени и кон запознавање на местното население и учениците со предисторијата на општина Могила. За таа цел предвидени се предавања во општинската зграда, работилници со учениците со цел да се зголеми интересот на локалното население за зачувување и презентирање на предисториското културно наследство во Пелагонија. Во уличката кај звончарите денеска Сдруженијето Пелагониски рекордери отвори земјоделска канцеларија. Велат покрај совети за земјоделие, таму ќе нудат и правна помош за земјоделците. Оливера Михајловска.
Денеска Сдруженијето на земјоделци пелагониски рекордери, кој брои околу 40 на членови, со молитва осветија просторија, отворија канцеларија. Едноставно за да се почне да се работи, да луѓето земјоделците да има каде да се соберат, да знаат каде да најдат, да прашаат, да се консултираат и така натака. Ова здружение покрај што ќе се грижи за унапредување на земјоделието, ќе пружа правна помош на земјоделците, ќе пружа економски совети на земјоделците и ќе пружа нормално со овластените институции, со Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделие, со Министерството за земјоделие и одредени разрешување на одредени проблеми од стручен аспект. Ќе се држат советувања. И да напоменам, бидејќи вие како средства за информирање имаме намера да издадеме информативно гласило од областа на земјоделието. Ние имаме добро искуство од подамна и таа работа ќе можеме да ја работиме. Битола е единствениот град кој единствено има и клуб на земјоделци. Моментално имаме околу 40 членови и тоа големи производители. Мислам, не ги делиме ние на големи и мали производители, меѓу воглавно се поголемите производители во Пелагонија. И токму намерата на ова здружение не само од ИПАРД програмите да постредуваат, туку од сите програми што ќе следат понатаму да постредува, бидејќи сметаме дека имаме и стручни квалитети и можности тоа да го чиниме. Од клубот и здруженијето велат канцеларијата ќе биде место каде ќе може земјоделците да се собираат, да се обратат доколку имаат некакво прашање поврзано со земјоделието. Повторно се разгорува ситуацијата на Блискиот Исток. Голема офанзива Израел го бомбардира појасот Газа. И за други вести од светот по кратката пауза, останете со нас. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб-портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: со што се борите летово? Со топлото време, со комарците и инсектите, со поскапувањата. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Израел рано утрото почна голема контраофанзива на појасот Газа по лансирањето на 85 ракети кон Јужен Израел во понеделникот. Најмалку 14 луѓе се повредени, додека израелските авиони вршат воздушни напади врз цели на Хамас, пренесува Гардијан. Ракетни напади имаше во повеќе од последните неколку недели поради напнатоста по убиството на тројца млади евреи, зашто е обвинет Хамас, и убиството од одмазда на едно палестинско момче, кој го признаа еврејските екстремисти. Речиси 300 ракети и минофрлачки гранати се испукани врз Израел во последните недели, а само во понеделникот бараш од 80 проектили, вели војската. Израел одговори со десеттици напади од воздух и уби, како што се тврди, 8 палестински екстремисти. Портпаролот на војската, подполковникот Питер Лернер, вели дека тие, односно Хамас, го избраа правецот на ескалација и дека акцијата ќе продолжи се додека ќе сметаат дека е неопходна. Ние не очекуваме дека оваа мисија ќе биде кратка, вели тој. Меѓу 50 места што ги гаѓала војската утринава биле и 4 куќи, наводно со екстремисти, 3 нивни имоти, 18 скриени лансери на ракети. Властите на Газа велат дека за време на нападот само се ранети 9 палестински цивили. Председателот на палестинската самоуправа, кој има влијание засега само во палестинската енклава на западниот брег, односно на реката Јордан, Махмуд Абас, побара во Израел веднаш да прекине обсежната воздушна операција, покрената во текот на ноќта врз другата палестинска енклава појасот Газа, која е под контрола на исламистичкото движење Хамас. Палестинскиот председател Махмуд Абас побара од меѓународната заедница веднаш да интервенира за да ја запре опасната ескалација, која што би можела да предизвика уште повеќе разгорување и нестабилност во регионот, се наведува во соопштението. Абас истакнува во соопштение дека палестинската самоуправа им упатила повици на арапските челници за да извршат притисок врз Израел за да се запре неговата воздушна офанзива врз Газа. Палестинската ослободителна организација, која што ја води Махмуд Абас, на 23 април склучи договор за помирување со Хамас,
со кои се надминаа политичките поделби настанати по неколкумесечниот оружен судир меѓу двете движења од 2007 година, кога беа поделени и нивните влијанија на западниот брег и во појасот Газа. Овој договор, според кој треба да се формира палестинска технократска влада од неполитички личности, која што ќе ги спроведе се палестинските избори, всушност ги прекина израелско-палестинските мировни преговори, бидејќи Израел Хамас го смета за терористичка организација која не го признава постоењето на еврејската држава. 4 чешки војници загинаа, еден е ранет во напад на бомбар самоубиец кај базата Баграм во Авганистан, соопшти генерал штабот на чешката армија во Прага. Војниците кои биле задолжени за обезбедување на базата кај главниот град Кабул биле нападнати кога дошле на местото каде што талибанците пред 2 дена истрелале ракета врз базата. Бомбата експлодирала кога чешката патрола излегла од оклопните возила во близина на едно село. Во Авганистан е соопштено дека во тој напад загинале 16 луѓе, 4 странски војници, 2 полицајци и 10 цивили. Талибанците ја презедоа одговорноста за нападот. Скандал во Велика Британија. Пратеници и министри силувале деца. Најмалку 20 истакнати личности, меѓу кои и поранешни пратеници и министри со децении злоупотребувале деца, тврди поранешен функционер за заштита на децата Питер Маккелви. Маккелви, чии обвиненија резултираа со полициска истрага во 2012 година, рекол дека моќната елита педофили извршила најлош облик на злоупотреба. Тој исто така рекол дека постојат докази дека голем број политичари се вмешани во мрежата на педофили. Мислам дека зборуваме за околу 20 луѓе кои се директно вмешани и уште поголем број луѓе кои знаеле за тоа, биле во позиција да реагираат, а не сториле ништо, рекол Маккелви. Тој додал дека некои од луѓето за кои се верува дека злоупотребувале деца се веќе мртви. Силен тајфун го погоди јапонскиот остров Окинава. Тајфун го погоди јапонскиот остров при што беше парализиран транспортот, а американската војска која има база таму беше принудена да ги откаже сите активности. Властите соопштија дека 10 луѓе биле повредени. Јапонската метеоролошка агенција соопшти дека тајфунот Неогури се движел со брзина од 194 км на час, со налети од по 240 км на час, што го прави еден од најмоќните тајфуни кои ја погодија земјата за време на летните месеци. Бројот на жртвите од силниот земјотрес кој што го погоди подрачјето на гватемалско-мексиканската граница се искачи на 5, од кои едно е новороденче, а повредени се 26 други лица, соопштија властите на двете земји. Според податоците, магнитудата на земјотресот била 6,9 степени по Рихтер, а епицентарот на потресот бил во мексиканската сојузна држава Чиапас. Земјотресот е регистриран по 11 часот по локално време, 47 км јужно од Тапачула во Чиапас, а хипоцентарот бил на длабочина од 92 км, соопшти Мексиканскиот државен сеизмолошки институт. Како што пренесуваат агенциите, председателот на Гватемала Ото Перес Молина на пресконференција соопштил дека новороденчето починало во болница во местото Сан Маркос, кога врз него паднал дел од таванот. Покрај тоа биле оштетени десеттици домови и многу други објекти, кои луѓето морале да ги напуштат поради сериозните оштетувања. Билансот на жртвите во Гватемала е 3 лица, а повредени се уште 20 луѓе. Сега да видиме какви температури не очекуваат во следните денови. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола?
Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Останете со програмата на телевизија Тира. Довидување.